Четириесетедногодишниот војвода од Сасекс допатува во Велика Британија без сопругата Меган Маркл и нивните деца Арчи и Лилибет, потврди неговиот портпарол. Според британските медиуми, кралот Чарлс му понудил сместување во кралската резиденција на принцот Хари, но Хари не дал навремен одговор. Неговото пристигнување следи само 2 дена откако бил известен дека престојот во палатата не може да се реализира. Во меѓувреме, кралот Чарлс се појави на настан со британската армија во Дорсет, каде што се качи на борбен тенк, избегнувајќи јавно да ги коментира контроверзите околу неговиот син. Според извори блиски до палатата, кралот побарал одговор од Хари до минатиот петок, но војводата се уште се двоумел во текот на викендот. Наводно првично ја одбил понудата, а потоа се обидел да ја прифати само неколку часа подоцна. Една од највлијателните српски инфлуенсерки, Тамара Калиниќ, сподели видео во една од венчаниците кои ги носеше на бајковитата свадба на брегот на езерото Комо, а објавата брзо предизвика лавина од реакции на социјалните мрежи. Меѓу стотиците честитки и комплименти се издвои коментарот на американската медиумска звезда Крис Дженер, мајка на старлетата Ким Кардашијан, која не го криеше своето воодушевување. Прекрасна, напиша Крис Дженер со неколку срца, а нејзиниот коментар веднаш привлече големо внимание од следбениците. Тамара се омажи за богатиот италијански бизнисмен Филипо Тесто на раскошната церемонија одржана во познатата Вила Пицо на италијанското езеро Комо. Свадбата беше обвиткана во тајно со месеци, па датумот, локацијата и списокот на гости беа внимателно чувани до самиот настан. На церемонијата присуствува околу 100 гости од целиот свет, вклучувајќи членови на семејството, пријатели и бројни светски познати личности. Познатата манекенка Наоми Кембел исто така привлече посебно внимание. За време на церемонијата Тамара носеше 2 венчаници од престижни светски модни куќи. Првата беше преелегантна и со затворен крој, а втората со горен дел во форма на корсет ги истакнуваше деколтето и вратот. На денешен ден, на 7. јули 1967 година, во Скопје роден Сашо Мацановски Трендо, еден од најпрепознатливите македонски новинари, автори, телевизиски водители и интернет пионери. Во текот на својата долгогодишна кариера, тој остави значаен белег во домашните медиуми, препознатлив по оригиналниот авторски пристап, критичката мисла, сатиричниот хумор и бројните проекти кои одбележаа македонската телевизиска и дигитална сцена. Основното образование и гимназијата ги заврши во главниот град, а дипломирал на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Кариерата ја започна во телевизиското новинарство, работејќи како уредник на вести во телевизија Сител и Канал 5. Заедно со Логин Кочишки во периодот од 1995 до 1998 година ја создаде култната емисија Балкан Експрес, која подоцна продолжи како Валкан Експрес на Канал 5. Со својот препознатлив хумор, сатира и критички осврт кон секојдневието, емисијата брзо стана една од најгледаните и највлијателните телевизиски продукции од тоа време. Факултетот за ликовни уметности во Сулијан ќе отвори фотографска изложба насловена како Света Софија, светлината на тишината, на светски познатите Изет Керибар и Мехмет Озжај. Овој настан се реализира во соработка со Турскиот културен центар во Скопје Юнус Емре.
Фотографската изложба Света Софија, светлината на тишината, од светски познатите фотографи Изет Керибар и Мехмет Озжај се среќава со љубителите на уметноста. Света Софија, како уметничко дело, плени не само со својата архитектура и историска вредност, туку и со својот внатрешен мир и безвременска естетика. Вечерва на Факултетот за ликовни уметности Сулијан ќе се одржи мултимедијален перформанс под наслов Тело од оган на Игор Јосифов. Музичката придружба на настанот ќе биде на диџеј Джеймс Худини од Соединетите Американски држави.